денес сум тука да говорам за мојот драг пријател Ѓорѓе Иванов, човек кој го почитувам пред се поради своите човечки квалитети, но и поради делата кои што ги има направено за Македонија. Бидејќи водењето на една држава е сложена работа, бидејќи за тоа одговорностите се поделени помеѓу повеќе функции, помеѓу извршната власт, помеѓу председателот, помеѓу локалната власт, дозволете да ве потсетам малку за дел од резултатите кои што тимот на ВМРО ДПМНЕ, чиј што председателски кандидат е Иванов, и коалицијата за подобра Македонија, која што е предводена од нашиот премиер Груевски, ги постигна во изминатиот период. Пред да говорам конкретно за бројки, дозволете да ве потсетам. И председателот Иванов и владата на ВМРО ДПМНЕ, за жал поголем дел од својот мандат, го извршуваше во време кога најпрвим во светот владееше економска криза, потоа ја зафати Европа, должничка криза, и таа во Европа за жал се уште трае. Тоа е период кога во многу држави се губеа работни места, се намалуваа плати и слични негативни работи. Во тој временски период, кога кај сите држави проблемите беа навистина големи, ние успеавме со политиките што ги спроведуваме да создадеме 120.000 нови работни места. 120.000 работни места значеше намалување на невработеноста, значеше зголемување на вработеноста, значеше изголемување на платите. Вкупната економска активност во државата во овој период се зголеми за 60%. Тоа е растот на бруто домашниот производ од 2006 навака. Било кој економски индикатор, ако го погледнете, има нагорен и позитивен тренд. Имаме раст во извозот, раст кај странските туристи, раст кај странските инвестиции, раст кај нето платите. Каде и да погледнете, во услови на економска криза, македонската економија се движеше во нагорна линија. Председател Иванов, ви благодарам за поддршката и помошта што ни ја дадовте. Дозволете да кажам неколку збора и за нашите политички опоненти. Но ќе го кажам повторно тоа низ призмата на економијата и на инвестиции. Денеска светот е навистина глобален и сите инвеститори, дури и македонските, имаат можност своите пари да ги пласираат каде сакаат. На најмал знак на несигурност во некоја држава, капиталот се повлекува. Значи, за разлика од некои други активности, капиталот бара сигурност, капиталот бара политичка клима на стабилност. На првите знаци, а ние имавме неколку такви инциденти во државата, изгубивме неколку инвестиции. Работа која што со месеци и месеци ја правил цел еден тим поради неколку неодговорни изјави на некои политичари или поради поединечен инцидент знаеше да отидат во неповрат. Тоа е нешто што на Македонија не и треба. Нашите политички опоненти од СДСМ не гледаат на изборите како на нешто што може да донесе Македонија напред и почнуваат да го заплашуваат македонскиот гласач и сите вас дека економијата во Македонија била во опаѓање, дека економските политики биле погрешни и дека Иванов, како председател, не требало да дава поддршка на сите овие политики. Она што СДСМ не сака да го види е дека единствено што беше во опаѓање во овој временски период беше невработеноста. Невработеноста која што во нивно време растеше и покрај тоа што немаше економска криза во светот, невработеноста која што во наше време опаѓа и покрај тоа што владееше економска криза. Очигледно не се разбираат од економија. Затоа мојата порака до нив е оставете економијата на луѓе што знаат тоа да го прават. Оставете на ВМРО ДПМНЕ и коалиционите партнери, оставете ја на Груевски, оставете ја на Иванов. Од СДСМ исто велат дека доколку нивниот кандидат за председател победил на изборите, отворено ќе им се спротивставувал на политиките на владата и јавно ќе ги критикува. Поштивани, на Македонија не и треба председател кавгаджија, кој што редовно ќе дефилира низ медиумите со нервозни изјави. Не и треба председател кој што ќе ја кодоши собствената држава
и ќе говори негативно за владините политики, само затоа што доаѓа од политичка опција која не е иста со таа во владата. Ваквите изјави на тимот на СДСМ веќе предизвикуваат штета, бидејќи создаваат клима на несигурност. Замислете кога цел еден мандат би имале председател кој што отворено ќе опонира на владата, на политиките што се спроведуваат. Штетата што ќе биде направена ќе биде непоправлива. Она што е потребно на Македонија е председател кој ќе дава поддршка, председател кој ќе биде усогласен со политиките на владата и на ова политика. Човек кој што како и досега ќе се среќава со големите инвеститори, ќе упатува пораки на соработка и поддршка на владата, ќе работи на тоа во својот домет онолку колку може да создава клима, бизнис клима која е поволна за инвеститорите, да ги привлечеме, бидејќи само така можеме да отвориме нови работни места и да го решиме најгорливиот проблем што го имаме. Нас ни треба човек како Ѓорѓи Иванов, човек кој покажа во изминативе години со знаење, со капацитет, со работа, дека знае како се врши работата председател на Република Македонија. Затоа, драги пријатели, убеден сум дека во вториот мандат, поддржуван од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, Ѓорѓи Иванов ќе продолжи да работи со истите принципи и намери. И со ваш благослов ќе продолжи да реализира уште многу проекти. И уверувам и владата дека ќе продолжи со истото темпо, динамично, да е во соработка со председателот, со нашиот сегашен и иден председател, господинот професор доктор Ѓорѓи Иванов. Во 2009 година дојдов со моја програма. Прв пат во историјата на Македонија еден председател работеше според своја програма. Неодамна дојдов и ви дадов отчет за сето она што го сработив. Се што беше во програмата се е реализирано. Затоа доаѓам ова вечер со нова програма за следните 5 години. Програма која се надоврзува на се што е досега направено. А беше направено многу. Преку 450 средби со странски државници, премиери, министри. Преку 100 официјални и работни посети на други земји. Преку 40 официјални и работни средби на други председатели на држави на Македонија. Бев во многу светски метрополи, бев на многу значајни меѓународни настани, но не заборавив да дојдам и меѓу вас. Во август бевме тука заедно. Дојдов на Пресвета Богородица да го почитуваме тој празник кој ни го оставиле предците, ни оставиле завет да ја чуваме нашата традиција. Бев неколку пати меѓу вас, затоа што сум човек од народот и ме личи да сум со својот народ. Да бидам вашиот глас и да ги пренесувам сите ваши потреби, сите ваши сваќања за тоа како мислите да изгледа Македонија. Се што беше ваш глас доаѓаше до мене. И затоа мојот кабинет беше отворен. Во изминатите 5 години повеќе од 5000 граѓани што има желба и потреба да се видат со мене, да ми пренесат порака, да ми дадат идеја, беа секој пат добродојдени во кабинетот. Тоа и ќе продолжи доколку ја добијам повторно вашата доверба. Со години многу луѓе од Пробиштип заминуваа за Скопје. Правиме се тука да се отварат нови работни места и тука луѓето да ја најдат својата екзистенција. Работиме напорно, работиме тимски, заедно и со владата, заедно и со пратениците, заедно и со градоначалниците. Правиме се Македонија економски да биде успешна, економски да се развива и во Македонија да се почувствува просперитетот на секаде. И тоа во услови на најголема криза Македонија покажува резултати.
Македонија покажува кога се работи посветено, кога се работи тимски, како може да се создадат 120.000 нови работни места. Одговорно ја представував Македонија во светот како суверена држава со свој идентитет, со своја историја, со свое достоинство. Упорно работев на остварување на нашите стратегиски цели. Членството во Европската Унија и во НАТО. Ги негував и ги зацврстував постојните и создав нови партнерства за Македонија. Почитувани присутни, почитувани граѓани на Македонија. Од посветеноста кон Македонија видливи се и резултатите тука, во Кочани. Американската компанија Амфенол инвестира во Кочани до 2018 година ќе отвори 1500 нови работни места. Холандската компанија Антура веќе донесе одлука да инвестира во Кочани за да бидат вработени 300 луѓе. Австријската текстилна компанија Текспорт веќе отвори фабрика во Кочани. Но многумина од Кочани работат и во Johnson Controls, која продолжи со инвестициите. И во нивната втора фабрика ќе бидат отворени нови 1450 работни места. Ова се конкретни резултати. Резултати на заедничка политика на сите институции во државата, кои создаваат поволна бизнис клима во Македонија. Целата енергија вложивме во создавање услови за нови работни места и во индустријата, но и во земјоделието. Во Кочани досега се исплатени 530 милиона денари субвенции. Ке продолжиме со инвестирањето во земјоделието, бидејќи сакаме Македонија да биде напредна земјоделска земја која извезува храна. Почитувани сограѓани, во секоја држава, во секој град, па и во Кочани, индустријата и земјоделството зависат од три нешта. Работливи луѓе кои произведуваат, брзи и безбедни патишта за транспорт на производите и ефтина енергија за поголема исплативост на производството. Работни луѓе имаме и самиот потекнувам од земјоделски крај и знам што значи да се живее од свој труд, од обработка на земја. Со изградбата и реконструкцијата на патиштата се создаваат поволни услови за странските инвеститори. Ќе се обнови и ќе се прошири патот Штип-Кочани и магистралниот пат Кочани-Виница-Делчево. Останува третиот сегмент – ефтина енергија. И неа ја имаме. Уште во 2011 година, тука во Кочани, заедно со градоначалникот, со професорите, со амбасадорите, имавме конференција за геотермална енергија. Геотермалната енергија ќе биде главен двигател за економскиот развој на Кочани. Во градот веќе гледаме примери за тоа како домакински се користи геотермалната вода. Недалеку од Кочани се наоѓа геотермалното лежиште Подлог Бање. Од него се загреваат оранжери, училишта, јавни установи, спортска сала. Можности има уште повеќе. Почитувани граѓани, знаеме каде одиме, знаеме што сакаме. Ве повикувам сите вас, сите граѓани, со заедничка енергија, побргу да ги оствариме програмските цели што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија дом во кој се гради благосостојба за сите. Државата пред се. Заокружи број 1 и гласај за Ѓорѓе Иванов за претседател.